Повлечени членовите од Министерството за транспорт и од јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура, кои беа дел од комисиите за избор на надзор и изведувач на третата фаза од пругата кон Бугарија. Ваквата одлука доаѓа по сите скандали кои ги откри новата влада во врска со овој проект, а најмногу по последната информација дека компании кои сакале да го добијат тендерот вреден 560 милиони евра, преку посредници се обиделе да го подкупат премиерот Мицкоски за да го спроведе. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски обелодени дека на јавниот повик се пријавиле 7 компании кои биле несериозни и ниту една од нив, како што кажа, не била од сериозна земја членка на Европската унија. Владата останува посветена на изградба на железницата, но ќе се работи заедно со Бугарија и со Европската унија за да има проект кој ќе може да се спроведе. После јавно изнесените информации кои што премиерот ги даде за обид за корупција, ние решивме денеска да ги повлечеме членовите кои што се дел од тимовите за евалуација и од делот за надзор и од делот за изведба, затоа што тоа е најмалце што можеме да направиме во иднина во соработка со Европската унија, во соработка со Бугарија, во соработка со банките. Сакаме да изработиме прво сериозен проект, кој што сериозен проект ќе биде изводлив. Второ, да добиеме јасни гаранции од Бугарија дека Бугарија може исто така да го изгради проектот. Во поглед на инфраструктурата, Министерството се соочува со проблеми во останатите проекти кои претходната власт ги остави недовршени. Николовски обелодени дека има проблеми на проектирањето за автопатот кој треба да води до граничниот премин Блаце. Наместо по постоечката траса, од необјасниви причини, проектот сега води по нова планинска траса која би чинела многу поскапо и би била технички многу тешка за изведба. Автопатот во моментов има проценета вредност од 240 милиони евра, што е 20 милиони евра по километар, слично како со пругата кон Бугарија. Првите 2 километри се во финална фаза. Не сакам да давам рокови, но мислам дека реално е во следните 2 месеци ја бидат ставени во употреба. 12 километри, 6 километри се тунели, кои што се многу тешки за изведба. И нас може да ни се случи истото како кон пругата со Бугарија, покрај да кошта прескапо автопатот, во моментов веќе проценатата вредност е 240 милиони евра, што е 20 милиони евра по километар, слично како со пругата. Второто прашање е дали тоа воопшто може инженерски да се изведе. Николовски истакна дека посветено се работи на реализација на патиштата од коридорот 8 на потегот од источната до западната граница на земјава. Автопатот Кичево-Охрид очекува да биде завршен до крајот на 2026 година, а пак за делот Кичево-Букојчани се очекува до пролет да има изведувач и да почне да се работи. Делницата Букојчани-Гостивар спаѓа во делот кој е под изведба на Бехтел и Енка и на тој потек веќе се работи на експроприација и на проектирање, а очекувањата се дека првите километри ќе бидат изведени следната година.